Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео во живо на каналот Татунчо. Денес, како што знаете од најавата, го имам единствениот и уникатниот суперхерој од Македонија. Тој себе се смета за Супермен, јас го сметам за Iron Man, ќе видиме всушност кои се неговите супермоки. За почеток би почнал со едно едноставно прашање. Дали се останати некои говорници низ Македонија каде што вие суперхероите можете да менувате од цивилка во дело за суперхерои? Нема, за жал, тоа нек не ми текна баш за приветив. А дали се сеќаваш па и на филмовите стари што беа со Супермен, дека тој секогаш имаше проблем, акција каде да се преслечи. А сега на новите филми тоа го немам забележано со Супермен. Директно е спремен. Па, во контекст на времињата, веројатно некои технологии дури да се стават во новите филмови, генерациите кои што ги гледаат нема да ги разберат, вклучително или фиксен телефон, како што имаш ти во позадина, што е Siemens телефон е тој таму? Не, искра, тоа ми е сетап за YouTube, знаеш, за каналот. Аха, машина за пишување, телефон, одличен. Стар. А функционален е микроскопот? Да, едва најдов ламбичка. Малечка требаше E20, го викаме тој стандард, ама малечка, а многу силна треба да биде и заради тоа. Едва најдов. Функционира сега. И сега, зошто јас одлучив вака да го наречам ова видео? Затоа што ти имаш имаш гаража или ако сакаме да кажеме место каде што истражуваш, каде што конструираш, каде што правиш малечки изуми, малечки и поголеми изуми и всушност го следиш моделот на сите оние големи милиардери. Најпознатиот на денешницата е Илон Маск, кој што нели од гаража станува милиардер и ти ги имаш сите предуслови, односно имаш се освен милиардите. Да. Не сте по парите. Не интересира многу пари. Да, имав доскоро јас и фирма регистрирано баш како лабораторија за развој, што се вика тоа градски мајстор се викаше. Работилни центар во Прилеп. Дучевам се уште стои така пола, али не ми се исплати да одам специјално за тоа и некако и мотивот Владко не е тој. Како да кажам, како кога сме помлади, амбициозни, значи се стремиме сега веќе едноставно си бараме мир, некако и многу не трчаме за пиедестали, за аплаузи, едноставно онак гледаме со помалку обврски и авантури. Така, без разлика тоа. Кажи, која тема сакаш да разговараме? Еве ќе разговараме за суперхерои. Во филмовите, го гледав најсмешниот филм пред известно време за суперхерои, мислам дека беше Хенкук со Вил Смит. И сега, и покрај тоа што е малку комичен филмот, има една сцена каде што тој има еден вид на амнезија и неговата, да речеме, женскиот еквивалент кој што го глуми Да, го гледал, знам, едно. Го глуми плава глумица, ми избега името. Шерон Стоун ми доаѓа, ма не е Шерон Стоун, помлада глумица е. Значи, велико исмение, зборувајќи за суперхероите, и таа алудира на тоа дека во минатото биле познати како богови, а во денешно време ние го знаеме името суперхерои. Колку митологијата се поврзува со тоа што значи наратив за суперхерои од 20 па 21 век? Значи, тоа се знае правилна дефиниција. Јас мислам дека за суперхерој дека е она што го викаме Journey Warrior's Path или како викаме стаза ратника. Јас така во книги пакет ми беше даено, го читав. Мислам сите го врва она клише на етапи во животот што секој херој
мора да ги помине, знаеш, она повик кон авантура, па излегува од комфорт зоната, па тргнува, се справува со 7 мориња, 7 океани, како било тоа, знаеш, 7 планини, па се сретнува со некоја си апекс предатор, да речеме, или некој зликовец, па го победува, па после тоа најдува помош од некого. Тие се етапите, како вика Кембел, не се сеќавам, тој што има напишано баш етапите на патот на воинот. И дека сите тие што го поминале тој пат, и да видиш како интересно и како во литературата и во уметноста се запазуваат, да речеме, од еден Анакин Скајвокер до Санџоку, до сите што се, па и Супермен, значи сите го поминуваат тие етапи и па после тоа му се лепи етикета само по себе како херој. Мислам дека тоа е тоа, сите што го следат тој пат и заслужуваат и евентуално се наречени херои. Според мене тоа е така. Благодарам, Иван Стефанов ме потсети Шарлиз Терон, да, така е, Шарлиз Терон, значи беше глумицата каде што и таа има, нели, супер моки, а се крие во бракот со обичен човек, па имаше тука една значи епизода каде што му помага на Вил Смит да свати кој е, односно на Хенкокс да свати кој е, и таа споредбата со всушност со она што биле представите за боговите во древноста ми е многу фасцинантна. Зошто човештвото според тебе има потреба од вакви ликови кои што прават такви, нели, подвизи? Ме потсетува на подвизите на Херкул, Херакле, каде што ќе, нели, што велиш ти, преку 300 мориња, преку 300 планини да се направи тој подвиг, да се совлада нешто, а обично тоа е некое архетипско зло. Зошто и ден денески покрај сета технологија што имаме потреба да се поистоветуваме со такви архетипски ликови како што се суперхероите? Веројатно е врежано во генетика на човекот, може не е еволутивна придобивка, али сепак е врежано да тој ген некаде се повтори по време, по генерации, да се повтори таков ген кој едноставно не може да седи мирен, не може да гледа неправди, дека секогаш ќе биде еден што ќе постои тој еден што нема да чека да го ослободи некој, туку сам ќе тргне да бара слобода, пример, да речеме хипотетички. Мислам дека тоа е човекова природа и генетика што се повторува, може не кај сите, али повремено по генерации се појавува Менделов начин на наследување, нели, може преку генерации да се наследи па да се роди пак херој. Можно е да е тоа, не знам, изненадно ми да овие прашања, али ако, нема проблем. Па затоа ти ме прашуваше што ќе разговараме, ти реков ќе си направиме пријателски буабет и мислам дека е нешто и опуштена тема, и свежа тема, и нешто што не е конвенционално. Па не само тоа, мислам дека ќе не оттргне и мене и тебе и луѓето што не гледаат, ќе не оттргне од траурот со кој што сме обкружени. Да, длабоките теми, да, шутиш. Не мора да драматизираме. Така, една работа која што исто така ми е интересна, го кажуваше твојот сетинг за YouTube, класичен период во кој што се лоцираат, ако не друго, почетоците на суперхероите е на некој начин втора половина на 20 век, студена војна. И се е некако поврзано со некаква радиација или со вонземја ни е поврзано со некои нус појави од науката. Дали и науката на некој начин има потреба од создавање на нова митологија за себе оправдување? Ти, бидејќи си повеќе во тие води, можеш повеќе да ми кажеш. Мислам дека науката нема потреба и не го создава, туку мислам дека публиката најдува нешто мистично, неразбирливо во науката, па го поврзува со некаква митологија, да речеме, или измислува нови митови. Самиот народ има потреба од тоа. Пошто познато е, нели, во тие експерименти, баш околу студената војна, дека се експериментирало со радиација, се зна феномените дека мутациите настанува од радиација многу често.
Дори и намерно било многу и растенија растителни видови се настанати по пат на мутација, правеле такви експерименти, ги зрачеле растенијата со радијација, па тие што ќе појават добри особини, ќе ги остават, ќе продолжат да ги размножува или да ги здрача, останатите ќе ги фрла. Тоа се практикувало, имало и мислам дека од тука народот видел нешто мистично, како и кај класичната митологија, нели, секоја митологија е поврзана со неразбирливи појави, да речеме со грмотевица, со оган. Сите се некои херои некако поврзани, бог на огнот, бог на грмотевицата, на неразбирливи појави. Па сега науката само сервирала нови неразбирливи појави на кои народот може да најди, да речеме, мотив за да креира нов мит. Нешто такво да не. Според мене ова сега во моментов го размислувам. Така, да, значи буквално ги повикувам и значи и публиката се вклучи во ова со слободно размислување. Например, кога ја го гледавме Супермен, барем тие старите Супермени со тој глумецот што почина, појдувавме со тоа е фантазија, па сега ќе си фантазираме. А од друга страна, мене ми е, читајќи го, например, Закарија Сичин, тој ни ја донесе идејата дека замислете, ако живеете, да имате истата големина на телото, ама живеете на планета како што е Јупитер. И успевате да се движите по таа планета, со толкава гравитација. Кога би дошле на планета како што е Земјата, првин би живееле подолго и би биле многу силни. Да. Јасно е, да. Па и тај, мисламе, логиката со Супермен, некој објаснување на лабаво, дека има помала гравитација Криптон, дека Сонцето зрачи поинаква, да речам, бранова должина на светлина и ради тоа, тој сега овдека најдува изобилство на услови што му требаат за да биде силен. По правило и во старите делови Супермен не лета, туку скока високо далеку. Значи, неговото летање се заснова во првите, во почетоците на Супермен, дека тој скока, високо скока, многу скока, а уствари не лета. После тоа, знаеш, за да биде поинтересно, е изменето. И сончевата светлина, Криптон е помала звезда, пример и ради тие, тоест не се вика Криптон, се вика планетата, ја знаев и звездата, ја заборавив како се викаше, таа зрачи друга, да речам, бранова должина светлина, кај нас има изобилство на таа светлина, што него му дава енергија и така да мислам дека ти се поклопува тоа. И оне, ако памтиш, имаше еден филм, како се викаше, на Марс оди Џо, нешто, име и презиме на личност беше, америчко име, презиме, оди тој на Марс, се сретнува со цивилизација таму, што се тие многу високи, а тој е понизок, ама тој може да скока многу и е многу посилен од нив, пошто Марс нели има помала гравитација од Земјата. Так. Е логиката и така би еволуирало. И сега, во контекст на ова, морам да ги поврзам двете работи, значи, случајот сака да Супермен на криптонски, значи на јазикот на криптонски се вика Кал-Ел. Додека неговиот татко е Јор-Ел. Сега, ова Ел во Библијата или во тој источен наратив, значи не само во еврејскиот, туку и феникијскиот, во кананитскиот, секаде Ел се употребува како име за Бог, односно во таа кананитска религија Ел е врховното божество во тој пантеон на божества. Сега случајот сака да Џери Сигел и Џо Шустер, кои што се креаторите на Супермен, како стриплик, се двајцата евреи. Дали мислиш дека ова случајност, дека баш еврејскиот збор за Бог го имаат искористено за името на Супермен, или е намерно, или дека сакат да ни кажат нешто? Така, не е случајно, ама мислам дека и не е нешто како да кажем за критикување, пошто нивни филм, нивна замисла, доколку ја би го пишувал, може би го крстил Дзнда да се вика, така да никој нема право да се буни на тоа. Нивно право, веројатно има поврзаност, пошто нас ни треба истражување да дојдеме до овој податок, нив му е сигурно на дофат дека Ел значи тоа. Нив му е сигурно не му е случајно, според мене. Сега, го ги спомна овие радиациите, класика
во тој поглед, значи мутации и супер херои кои што се мутанти е всушност X-Men. Колку мислиш дека па ваквите работи имаат допир во реалноста која што ја живееме, дека всушност научни експерименти кои што се прават или случајна изложеност на радиација, всушност таков е случајот и со Спајдермен, или каснување од посебен вид на пајак па се добиваат специфични карактеристики. Што мислиш, дали е само фантазија или можно е да има допир во реалноста се ова? Значи, од едноклеточни организми сега имаме зајчина, жирафи и дзнда и влатко. Значи, тоа е само резултат на радиација. Мутациите, радиација има секаде во универзумот. Секаде апсолутно во универзумот има радиација некаква. И мислам дека радиацијата ние треба да бидеме благодарни, пошто ние сте еволуцијата е основа мутацијата. Значи, ако немало мутации, ќе останеле едноклеточни организми цело време ќе се размножувале тие. Еволуција настанала ради тоа што имало мутации, некои си добивале придобивка со тоа. Некои биле уназадени видови, но остануваат само тие што имаат придобивка. Наредна мутација добива и придобивки и негативни особини, негативните изумираат, позитивните оставаат потомство и тоа е механизмот на еволуцијата. Ја мислам дека радиацијата ја гледаме во нас, пошто ако немало радиација, немало да има мутации, немало да еволуираме воопшто. Една работа. А за вештачки, значи постојат конкретни експерименти, значи знаеш седнав неподготвен на тема, мислам и обично не се ни подготвувам, не ги знам годините кога, а да знам дека има и Германија и Англија, има правено и Америка експерименти, но тие да речам полесно ќе ги најдиш тие што се на растенија работени. Значи растенија, тоа се официјални, легални експерименти правено, за да се добија нови видови, например на растенија, поучеш да раѓа или да издржува поладни услови или по суво време, да речем да поднесува, тие се добивани по пат на радиација, зраченијата така, некој растителен вид, да речеме пченка, и пченката ја зрачат, излегуваат 10 различни мутации. И од тие 10 мутации, која им одговара, ја задржуваат. И тоа е правено екстензивно истражување со време, со години, се озрачувани намерно, за да се добијат нови видови. Нови траги. Уште ми е на англиски сето во глава последно време. И значи за други особини да се добијат, тоа е намерно правено како експеримент, не дека е само можно. Е сега нормално дека не може да се добија озрачи човек да излезе Спајдермен, тоа би било малку тешко, али дека мутациите настануваат со зрачење, би настанале, да, верувам во тоа. Верувам дека е и практикувано сигурно наменски, за да се добијат некои особини. Сега колку успешно конкретно не можам да ти кажам. Еден мој соговорник, зборувајќи за ендоканабиноидниот систем кој што го имаме ние во организмот, кажува дека тоа е систем кој што помага да се залечуваат, значи повредите од се што е стресно наоколу на организмот, значи му помага на организмот во себе исцелување, дека во последно време напредокот на науката и техниката е толку брз што нашите организми не успеаат да се прилагаат, па затоа со примање на дополнителни канабиноиди му помагаме на организмот да се зацелува. Моето прашање всушност се надоврзува на ова. Дали не мислиш дека всушност нашата еволуција, овде кога велам нашата еволуција мислам на видот Homo sapiens, е до тој степен забрзана од нешто или некој, што всушност сите патологии кои што ги имаме, дали се тоа болести, нашето носење на очари, потребата да носиме облека и слични работи, се поврзани со тоа што едноставно нашиот развој како вид има добиено еден вид на забрзување во тој стил, некаква радиација, некаква надворешна интервенција, генетска мутација. Значи, да не шпекулирам за кој ја направил тоа забрзување или на кој начин настанало тоа убрзана еволуција,
постои, не само што постои, туку човечки организам, Homo sapiens sapiens, е не само чуден, туку е многу покомплициран. Далеку многу покомплициран според сите други животни. Кога викаш ти патологии, значи јас мислам дека Homo sapiens sapiens има многу посилен организам, значи на прво место е ливјак па Homo sapiens. За имунолошки систем зборуваме, за кон бактерии, кон микроорганизми, за отпорност на различни услови. Значи, пингвин не може да живее во Африка, само на Антарктика. Човек може да живее и таму и таму. Значи, многу различни, многу е адаптивен. Имаше пред, мислам дека 2005 година, дека беше, доби Јапонец Нобелова награда за студија на имуниот систем на човекот, во кој тој плюс другите досега што беа познати имунолошки подсистеми. Значи, системи зборуваме со посебни, како да кажам, како крвотоков систем на цевки на некој начин. Значи, со такви системи имаме плюс 25, покажа дека човекот има, значи тој имаше, Homo sapiens sapiens, знаеме дека има повеќе имунолошки системи во имуниот систем, подсистеми, но јапонецот да покаже уште 25 нови. Значи ние имаме, нека се 30 повеќе системи, нивоа на заштита спрема куче. Значи да речеме по број на мускули на фацата имаме дупло повеќе од второ место кучето, пример. Значи во се сме покомплицирани, не само што сме ние адаптирани или сме чудни, ние сме многу покомплицирани во се од сите други живи организми, и тоа е многу чудно што како во толку брзо во кратко време. А за тие аномалии што ги викаш, пример вештачки заби, очила, тоа е само, значи, еволуцијата, пошто ако јас и ти бевме родени пред 20.000 години и да бевме кратко види со очила, без заби, едноставно немаше да обстанеме, че изумревме како вид. Сега само што дојде време да тие мутации, како мене тебе со ослабен вид или со слаби заби, да можат да функционираат иако го имаат таа аномалија. Пошто во минатото немало да обстани. Нормално, кратко вид, лош ловец, нема да се нахраниш, нема да оставиш потомство. А сега само дојде време да можеме да ставиме ночари и да се тркаме со другите, да речам, единки, што имаат здрав вид или здрави заби. Како пример го кажав не. Да. Јас тука морам да те поправам кога велиш пингвините не можат да живеат во Африка, а ние живееме и во Африка, би можеле да живееме и во Африка и на Антарктикот. Тоа до некаде е точно, затоа што пингвинот или било кој друг животински вид за да живее некаде на друг во друг амбиент треба да се прилагоди на него. Ние имаме таа уникатна карактеристика благодарение на интелигенцијата и благодарение на креативноста на рацете, затоа што ретко само ние мислам дека имаме таа можност да ги допираме сите прсти со палецот и со тоа креативно да создаваме. Плюс на тоа додаде го мозокот, плюс на тоа додаде го вербалното изразување на речен јазик и ние го модифицираме амбиентот за наши потреби. Ние се облекуваме, градиме куки, градиме заштолништа, во зима топлиме, во лето ладиме. Пингвините не ладат во зима и односно не топлат во зима и не ладат во лето. Значи тие се прилагодени, имаат крзно, имаат се. Мене најака наша карактеристика што не довела довде, добро, една работа е тоа што се поклопиле некои услови, многу услови се поклопиле истовремено да создаде тој ментален развој кај нас, да може да вложиме во интелигенцијата и да имаме време да вложуваме во интелигенцијата и знаењето за да станеме ние ова што сме сега, но пред се вербалното изразување. Значи тоа е многу клучен фактор, ради тоа што сега јас, значи, имам сретнато приказна дека имало орангутан мајмун кој што правил самиот некои си алатки и ги отклучувал кафезите и бегал. Не еднаш, многу пати. Каде да го заклучеле, тој измислувал алатка и ги отклучувал кафезот и му бегал. Значи има
ситуации како мајмун, например, со лови риба со копје, изделкал копје, направил. Тоа е митологија дека не користат алати, многу животни користат алати. Арно, ама тие немаат вербално изразување и ги немаат нашата култура, ја немаат, за да може тој да го пренеси знаењето на следната генерација. Тој еден мајмун што измисли клуч да ги отклучува кафезите, ќе остани во него толку точка. Да тој би живеел во времето кога ние се развивавме, да треба навечер да се крие од диносаурусите во пештера и да запали оган и нема што да прави, а има комуникација, па дедото на внучината за тоа време, додека јадам месо што е калорично за развој на мозокот, јадам месо, го печат месото, тоа е многу битен исто фактор, што ние почнуваме да ја печиме храната, значи пола работа на организмот му ја олеснуваме, а го дуплираме калориите што ги внесуваме, па дедото му раскажува на внучето како се прави копје, веќе внучето знае, тоа му раскажува на наредна генерација, го подобруваат копјето и веќе во 5-6 генерации ти можеш од копје да направиш лаки стрела. Само тоа мислам дека е клучен фактор во нашиот развој. Ама интересната работа е дека неколку работи, например, дека биологијата укажува на тоа дека анатомски говорниот апарат помеѓу нас и шимпанзата, да речеме, е идентичен. А ние говориме и тие не говорат. Например, најблизо до имитација на говор се папагалите, ама папагалите само го повторуваат, немаат немаат смисловно разменување на јазик. Тоа е првата работа. Втората работа е дека ти спомна диносауруси, дека луѓето се прилагодувале, а официјалната наука, повторно и антропологија и биологија, вели дека Homo sapiens како вид се појавува пред едно во таа рамка помеѓу 200 и 300.000 години. Односно пред 200 или 300.000 години, значи во таа рамка. Се кријат од диносауруси само фигуративно. Не, ама 200-300.000 години нема диносауруси, нели тие се повторно официјално милиони години наназад. Зверови, значи во природата. Навиката, културата им била да се прибираат во пештери навечер, печат месо, седат цела ноќ, нема што да прават, па затоа дошло да цртаат под зидови, да измислуваат уметност. Значи, волко нема потреба да црта, пошто цело време оди негде лови, прибира храна. А овие морале по цела вечер. Ова е само хипотетичко сценарио мое. Значи, тие седеле навечер во пештера, требало да седат мирни, да не излегуваат, да не ги зајаве не диносаурус, некој сајбертут може да бил тогаш, он е тигар, да ги зај и пример навиката е таа, се збира семејството, битна работа, живеат во семејства, значи дедото прераскажува на внучето како се прави копје или како се прави стрела, па тој ја подобрува, па после подобрената верзија ја раскажува на другата генерација. Ја мислам дека тука е развил. Тоа со диносауруси го тропнав нормално дека одамна се изумрени. Не се ни поклопиле. Макар една работа да те прашам директно за тебе. Ти имаш измислено, се сеќавам првиот наш мове, зборувавме за турбина, вертикална беше турбината која што користи Вентури систем. Кога во иднина би запишал некаде, да речеме во некој дневник, во некоја книга, во некоја публикација за тој изум и за таа турбина, што би напишал? Јас, Зоран Тодоровски, ја изумив таа турбина, така? Ова, значи ако ме снема, ова е вежбанка по наука, така пишува. Така, значи што имаш запишано таму? Дека ти ја имаш создадено, креирано таа турбина, така? Официјално, значи имам конкурирано со незе на О2 предизвик фонд за иновации, тогаш што е многу години одамна, а сега има повик исто од Autodesk и Instructables кај што си поднесувам често на тие контести, мали награди до кај 500 евра некои награди, али половина учесници земаат награда. Тоа е интересна работа, го препорачувам на некој што чепка или има хоби дома да ја разгледа страната на Autodesk Instructables. Таму има контести, значи повик за па и за месење, за рецепти, дури има повици, значи секој што работи дома сам, она направи сам, значи да печиш леп, можеш да ја снимаш процесот, напишиш да речам упатство како се прави тоа, како ти го работиш, па да го објавиш таму, па се оценува и се наградува. Иначе, вака, пишувам, али внатре како кај Да Винчи пишувано, значи фонтот е мој.
Сега, супер. Прашањето ми е, за да дојдам до поинтата на поголемото прашање, таму како потпишуваш? Дека ти ја имаш измислено таа работа. Така? Така сега, јас никогаш нема да се подпирам, имам патентирано нешто официјално колку кога почнував да како иноватор да речам, ради да ја поминам еднаш таа процедура како оди, она со патентирање со тие работи. На денешницава многу не ти вреди според мене тоа патентирањето. Ради шо? Значи, еве, пример, Елон Маск ништо не патентира, али, еве, земи направи ти ракетата негова, преправи. Ја нема проблем, напиши дзнда на незе, никој не ти се буни. Небитно. Поинтата ми е, Аха. си напишал Зоран Тодоровски, така? Дзнда си напишал. Така. Зошто не напиша Крали Марко? Не те разбирам. Сега ќе ти го објаснам прашањето. Во древниот Египет, пример, сите записи се дека во минатото, во древното минато, Богот тот им пренел на луѓето знаење од типот на писмо, јазик, магија и редица други работи. Ако тие луѓе во древниот Египет ги измислиле сиве овие работи, размислувајќи човечки себично, ќе си ги припишат на себе си, ќе речат ние во тој и тој момент ни текна измислевме писмо, измисливме јазик. А тие го припишуваат на тот. Зошто? Знам за тот, ама не се сеќам дали тот некаде тој се подпишал дека го напишал тоа. Мислам и тот не пишал дека тој. Други го кредитираат на него. Така, поинтата ми е, зошто тие луѓе, тие писарите, баш во тој смисол, тие што ги запишале работите, себе си се оставиле во анонимност и напишале дека таму некој поголем и попаметен од нив им ги дал тие знаења, или како во книгата на Енох, каде што вели дојдоа синовите Божиот од небото и не учеа и кажуваат овој не учеше тоа, друг не учеше тоа. Значи, го учил човештвото баш на наука, значи ковање на железо, гледање на небото, предвидување, значи метеоролошко предвидување. Значи, јас така ги читам како информации дека некој од надвор дошол и го научил човештвото на знаење. Добро, и прашањето зошто Прашањето е, значи, дали сами со тек на време, како велиш, направиле една проста стрела, па после ја усовршиле, па ве пренели и сето тоа така се развивало. Моето прашање е дека има надворешна интервенција. Моето мислење дека има надворешна интервенција и дека тие доказите се тука, во записите. Хермес, нели, подоцна. Вака. Прометеј, огнот. Ќе ти го објаснам со прашање, може ова. Значи, кој измисли пирамида? Еве на сите континенти без да имаат контакт, се појавуваат пирамиди од прилика сите во време кога не контактирале континентите, па сите измислиле пирамида или бројот пи или тоа како ќе го објасниш, кој ја измисли прв или па му ја кажа на египчаните, на ацтеките или кинезите, как ме разбираш? Од каде потекнува пирамида? Сакам да кажам со дека тоа веќе постои во природата. Значи за паметен човек кој ќе достигне тоа ниво на интелигенција, станува очигледно таа работа, дека да направиш голем објект за да биде стабилен е најпрактично да личи на нешто, да биде пирамида, да не биде конус како куп земја, туку да биде пирамида. Значи тоа сите го увиделе кога го постигнале тоа ниво на развој на интелигенција, на имање време да размислува. Тоа е само имале време да размислува и да се соочува со таков проблем. Дошле до ниво да им треба таков објект голем, без разлика дали религиски, дали каква намена имал. И сите измислиле иста работа. Еве контра на тоа. Ако некој рече дека тогаш комуницирале или пример Аполо појде со кочијата од Египет, му кажа на овие во Америка дека вака се прават пирамиди, или Атлантида нека биде заминале учителите па ги учеле да прават пирамиди. Пчелите кои ги учеше да прават шестоаголни келии, на пример, пчелите. Пчелите на сите континенти прават шестоаголни келии, тоа е многу практично и многу математички издржано. Значи да направиш ти површина, најголем волумен да опфатиш, можеш со круг, но така имаш празни места, фира, каде што оди она сакето. А сакето, за да го произведи пчелата, и треба 3 дупло поиќе ресурси за мед. Значи, таа мора да штеди и го измислува перфект
хексагон, ја викам хексагонс, а бестагонс, така вика. Тие шесаголниците се најдобри. Сега НАСА, значи сите авиокомпании користа шесаголна структура внатре како саке од пчелите, го користат во крилата, пошто тоа има, значи најголем волумен со најмалце материјал за површина да опфатиш, а да направиш матрица, можеш само со шесаголници, никако поинаку. Најцврста, 120 степени аголот е најстабилен агол и тие работи од каде ги научија пчелите? Дали кај нив појде некој си Аполо Ел, че го викаме Аполо Ел, со кочијата прелета од Америка до Африка за да им кажи на пчелите какви да ги прават келиите. Значи тоа постои во природата како решение, само тие достигнале тоа ниво кај пчелите нека не е интелигенција, макар што и тие покажува ниво на интелигенција. Значи, кај луѓето достигнало се сочиле со тој проблем да им треба, дали било за хангар за жито, дали било религиска цел кој поголема пирамида ќе направи толку е поразвијан. Дали си ги мереле, што правеле, не знам, али битност им требало да направат нешто големо, па сите направиле пирамида. Така сите пчели направиле шесаголни келии. Ја мислам дека тоа нема потреба да го бараме во надворешна интервенција, не се контрам значи на тоа. Значи сум ги следел и има многу необјаснети значи појави што се опишувани и во Библијата и во многу други религии. Но мислам дека баш за оваа конкретна работа, пример со пирамидите, немаме потреба да бараме надворешна учител, некој што ги учеше сите исто. Тие едноставно постоело и го пронашле. Така и пи, значи рационална не е константа, рационалната вредност пи, обиколка на радиус, значи тој сооднос го пронашле на сите континенти до абориджините. Значи секаде е пронајдено, па отприлика и исто време, да речеме. Значи тоа нема потреба некој да одел да им го кажи. Пошто тоа постоело во природата, како пчелите, затоа ги спомнав како пример, како пчелите, така и овие го пронашле пи. Нив им требало пи, им требало пирамида, на пчелите им требало форма на матрица што ќе штеди материјал. И мислам дека таа е причината, дека не мора да бараме надворешно нешто да некој дојде им го пренесе или големиот дух во вселената или како и да е. За ова конкретно, да, а иначе значи има симптоматични работи за кои јас не ми се објаснети, како да кажам сега, дека постоеле така, да, учители постоеле, само што дека баш за некои работи не мора да ги препишуваме на нив. Така е, сега, одејки по таа најмеинстрим хронологија, пирамидите се отприлика градени некаде 4-5 милениум односно не, пред 4 милениуми, значи некаде на 3 милениум пред наша ера, така? Отприлика му доаѓа. Ако не ме лажи сеќавањето, значи 2000 и некоја година пред наша ера му доаѓа. 22, да. Така, значи 5000 години. Од прилика тоа е младо бронзено време. Иако врвот на бронзеното време доаѓа некаде во новото кралство, а зборуваме сега ова е старо кралство, Кеопси, Кефрен и останати. И официјалната историја вели дека во тоа време тркалото се уште не било измислено и дека бронзените алати биле врвот на технологијата која што ја поседува. И јас немам причина да не верувам во тоа. Но мене ми е чудно каква е прецизноста на пирамидите, особено таа вселенска прецизност, каде што пирамидата е големата пирамида во Гиза е совршено поставена север-југ, исток-запад. Отстапувањата и ден денеска се со делови од степен. Има внатрешни градби кои што се уште не знаеме која е нивната функција. Пред се, значи... Само да довршам, гледани од птичја перспектива, нешто што ние со измислувањето на авионот прв пат можевме да ги видиме пирамидите од птичја перспектива, совршено одговараат на трите големи звезди од појасот на Орион. Да. И последното откритие кое што... 8 дека има страни, не 4, дека има на средината на страните како оска. Да, вдлабнати се, но последното големо откритие кое што од оваа година е дека под
Кефреновата или Микереновата, мислам дека под Кефреновата пирамида се најдени структури кои што се во форма на спирали, односно намотки кои што одат под самите пирамиди. Сето тоа е направено врз основа на податоци, јавни податоци од сателити кои што се занимаваат со геоанализа, и новото во овие истражување е тоа што имаат специјален софтвер кој што само длабински ги анализира овие податоци. Сега, моето прашање е навистина дали бронзеното време можело да понуди технологија која што така прецизно ќе ги направи тие пирамиди? Немам доволно податоци за да оформам моje мислење. Искрено, значи тука затоа останувам лабав и уште не ми се разгледани ни оние што се новите пронајдоци во врска со пирамидите како столбови. Многу сега фама на интернет како столбови под пирамидата. Не само спирални, туку многу длабоки столбови, да речеме едно 20 пати од висината на пирамидата столбови што одат надолу, како темел на пирамидата. Значи, тоа ми е уште во шпекулација, затоа сум само тука, да речам, неопределен, се уште чекам да стане малце поистражено, поофицијално, па да го разгледам јас од мој аспект. И значи не ми е разгледано, немам одговор значи за некој податок. За пример сечењето на камен. Ја во тоа би додал само, значи само оставам отворен мозок. Дека постојат марифети. Значи да видиш ти како дедо Мицане на пример ги танчеше со срча, ги праеше некои си работи. Значи не го фалат, измислува крши, шише, срча, па со него прави финиш, не можеш да ти кажам како финиш. Дрвото го прави огледало да се видиш на дрво, како на огледало. Со танчење, со скршена срча, пример. И сега ако тој некој го види тоа, во иначе речи како тој немаше алат, немаше ни цеенце, немаше ништо, како го правеше. Ете марифет му текнал до него. Значи и тогаш Homo sapiens биле исто интелигентни, само немале толку алатки колку нас. Значи дека ќе му текна марифети, ќе му текна. Особено ќе му текна во пустина марифети, што нас никогаш нема да ни текна. Пошто тие се расправат со песок, со земја цело време, ние тоа да го видиме. А тие постојано им е пред очи, и тие че најдат некој марифет што ние и да се думаме нема да ни текне и денес. Ме разбираш? Пошто по време живееле 50 години во песок, тој видел дека зошто не измислиле колце во Египет немало, значи голема дебата е ради како тие ги носеле тие камења кога немали измислено колце, значи тркало. Значи тие не ни измислиле тркало, пошто во пустина нема практична вредност тркалото. Че се закопа во песокта тркало, не е практично во пустина да измислиш тркало. Ме разбираш? Зато не измислиле. Па сега имаше, и тоа е скоро да речеме, информација дека тие уствари користеле некои санки, како санки ги лизгале камењата по песокта со турање на капки вода пред санката, што излегува дека е реално дека може така да го носиш блок камен, да го лизгаш по песокта со турање на вода. Нели имаше најда нацртано, баш нацртано како ги влечкале тие по земја со турање жени, 2 тура вода, а другиве мажи го трга камено. Имаше такви слики најдено во пирамиди. Не знам дали во пирамиди или од тоа време што датира. И сега зборов ми е, значи, ние по кизне колку години свативне зошто тие немале колце и како ги носеле без колце. Значи, тие таму живееле, со тоа се соочувале секој ден. И зато тие го нашле тоа решение, а ние да се думаме се на колце че ни оди мозокот, пошто овде на асфалт ние се движиме и ние само како колце, какво колце имаја, немаја колце имаја. Не му требало колце, нив му требало тоа што го има тие таму. Јас препишувам многу работи дека се со такви некои марифети, ги викаме марифет, финта. Со такви финти некои се користеле. Сега тоа што се, например, не објаснив уште што ми останува како тиете столбови. Ама чекаме да видам и јас не знам уште податоци за тоа дали е колку е вистина и какво и шо е. Значи можда се тие некои си синхол што ги викаме дупки настанати од варовник, истекла водата, па се наполнило со друг материјал, па можда се природно настанати и тие некои градби структури. Значи, за да шпекулирам, ќе ми биде последно. А дека постојат работи, постојат. Значи сега, како 40 тони блок се дзидани, то
можам да го објаснам, ама како се ставани на 2 минути еден, нели по времето на владењето на Тутанкамон. На Кеопс. Така, тој умира на 12 години. Не, Кеопс, не е на Тутанкамон пирамидата. Да. Значи, сега таа пирамида е изградена во 12 години, има толку, не знам, милиони, 50, како беше, милиони, бројките не ме држете за збор, значи, толку милиони камења во толку години, да почнале да е градат од кога се родил тој до кога умрел, значи тие ставале на 2 минути еден блок, што во просек е 40-50 тони. Значи, ја ќе објаснам како го кревале, без лост, без ова, без она, можам да објаснам. Значи, со лост не мора да го крениш ти камено наеднаш, али можеш да однесиш 100 врејчи по 100 килограми на другата страна од лост. Значи, тоа е многу едноставно. Ако треба 40 тони блок да го крениш со лост, нели на оваа страна треба да ставиш 5 тони, на пример, викаме, на лостот, за да подигнеш. 5 тони пак не може луѓе да го стават. Али 50 луѓе по 100 килограми 10 пати можат да појдат да однесат. Така, на таа страна. Значи како цигли да го редиш и едно време со една цигла ќе го крениш цел. Значи тоа можам некако да го сватам. Ама на 2 минути, како го организирале тоа на 2 минутки да се гради на место да биде ставен блокот, тоа е, значи, не можеме сега да го постигнеме. Ај друга една страна да фатиме во муавет. Значи, ако ги погледнеме годините од 1000-та година до 1900-та година. И во 1000-та година се возеле луѓето во кочи, и во 1900-та имало луѓе што се возат во кочи, иако тука веќе почнуваат првите автомобили. Така? Значи 900 години, во тие 900 години имаме умови како што е, нели, Коперник, Галилео, Њутон, редица големи научници, а сепак тој прогрес е бавен и постепен. 300 години ти се вишек. Не ми се вишек. Значи зборуваме од 1000-та година, значи од прилика некаде тука, од времето на големата шизма, кога католичката и православната црква се развојуваат, тоа е некаде 1054-та, значи од 11 век до крајот на 19 век. 800-900 години од прилика, нема некои фасцинантни технолошки развој. Например, барутот е можеби едно од по револуционерните откритија, каде што нели се менува начинот на навојување, па овие средновековните градови од градови со зидини престануваат да бидат такви градови, стануваат отворени градови. Можеби тоа е една од поголемите револуции што се случиле во технолошка смисла. Од друга страна имаме 100 години, од 1900 година до 2000-та, до 2025 година, 120 години. Мораме да признаеме дека да дојде некој кој што живеел во 1900 година, Гоце Делчев денеска се разбуди од гробот да стане и да погледне што има околу него, ќе мисли дека дојде на друга планета. Владко Ел, ќе те вика. Сега, на што се должи таа забрзана развој на технологијата, а истовремено во овие 100 години имаме дефицит на такви големи умови како што биле Галилео, Њутон и Коперник. Значи, научно прашање. Не знаеме дали имаме дефицит, пошто тие ги знаеме сега. Значи, Галилео беше пред 10 години, го признаја дури црквата дека биле во грешка. Само пред 10 години призна католичка црква дека да, земјата е округла и дека се врти околу сонцето. Зборов ми е дека вака прва работа, значи јас немам, значи, доказ дека она теорија не е вистинска, што вика дека 300 години, 200-300 години во Dark Ages дека се наметнати, подпикнати. Значи, технички таа теорија вели побарен интернет ќе сретниш дека дека сни 1600 година сега. Да речеме устав. Не, 1025 година. Значи станува збор за теоријата на Анатолий Фоменко, тој е руски академик, математичар, значи математичар од високо ниво,
член на Руска академија на науки и уметности, човекот се занимава со пресметка на движење на небески тела. Значи, теоријата ја базира на пресметката на лунарните и сончевите еклипси. Издржано, да. Значи, враќајќи го тој небесен часовник назад, вели дека одредени ликови историски не се совпаѓаат, односно дека освен имиња и презимиња немаме ништо за нив. И во архитектурата, значи архитектурата се менува, еве друго, во археолошки наоѓалишта. Знаеме дека сега да откопаме, нели, ако си видел врзедни темели од византиско, па римско, па трето, па петто, се сите, можеме да ги препознаеме архитектурата како модата, трендо се менувал, материјалите што се користеле во градежништво, знаеме која година е. И има еден застој на многу години во кои се задржува тоа ниво архитектура и 500 години понатак исто тоа стои. Значи, и материјали, и тренд, и да речам сите тие работи задржани, јас според тие работи. Ова со, да речам, астролошки не сум го разгледувал, само реков дека немам доказ дека не е така. Една работа дека може да се да сне таа година многу поназад отколку сега, значи за тоа никој нема доказ дека не е така. Друга работа, што тие напредоците во технологијата особено, значи обично настануваат се поттикнати од една работа. Значи се пронајдува пример, да речеме, електрицитето беше пронајден многу малку години додека не се виде практична дејност. Прво пример, еве, експериментираа Фарадеј, овај онај, да рече, па и Бенџамин Франклин, експериментираа пецка, не пецка, па шарлатаните правеа трикови, тука сите штракаја, му даваја пари, а немаше никаква вредност. Жабата Александро Волта ја пецка, мрда ногата, леле браво, с кралицата му вика, зошто му вика ова? Зошто че ми е мене ова што ми го кажува шо е ова струја? Не знам, вика, шо е сега, али знам дека ќе земаш пари од ова ти. Разбираш, данок. И рекол на кралицата, дали беше Александро Волта или Галвани, некој тие години. И сега зборов ми е дека, значи, кога си измислило некое време, не се ни знае шо е. Прв пат, значи, струјата да почне да се наплајча нешто од струја е Хенфри Дейви. Измислува лампа за рударите, која што ќе светка кога има присуство на гасови, моноксид и отровни гасови за рударите. Она што му е началото сега е за осветлување, има други сензори, али претходно деле со канаринци, нели, ако канаринецо умри, бега рударите од рудникот, значи некој гас излезе, ќе ги спотепа сите. Али после тоа Хенфри Дейви прави лампа со батериче, која лампа ќе светни доколку има присуство на отровни гасови, и тоа е фактички еден производ што може да го продаваш и работи на струја. После тоа, во многу кратко време, ваква лампа, таква лампа, ваков мотор, таков мотор, сето тоа е во 30 години. Али прво се измислува едно струјата и се чудиме и после во 30 години правиме дигитрон. Арно, ама работата е што ја мислам дека сите такви отскоци во технологијата, во развојот се настанува, се поттикнати од едно нешто. Сега, пример, не знам каков пример да кажам, али пример предпоставувам дека било така кога, еве, Галилео Галилеј и кој беше друг телескопот истовремено го измислува, например. Тие, значи, не дека не можеле телескоп да измисла. До тогаш предходната технологија, затоа и се јавува телескоп, значи го измислува двајца, тројца истовремено. Јас го пишувам Галилео Галилеј, пошто нашол практична примена на тоа. Го продал на армијата. Сега, значи, тие истовремено го измислуваат. Зошто? Ради тоа што до тогаш и да сакале, сите фантазирале да го направат тоа, ама немале алатче такво, немале. Значи, дошло тоа ниво на технологијата да сега можеме да правиме лејчи и почнале да прави. Тој лејчи, овој во Германија лејчи, овој други лејчи и сите направиле телескоп истовремено. Па сега кој го измисли? Сите тие што биле чепкала дома, што имале работилница, се мачеле да направа лејчи за телескоп, не можеле. Излегло некоја нова технологија, алатка, тогаш не ни знам шо, макар што Галилео Галилеј го правил со џулина, од татко му бил во армија, нешто работел, некако со џулината од топовите биле перфектна сфера, па тоа го користел како шаблон за правење на лејчи, али сепак имал некаква
со сјат, че го речам, хартија тогаш се појавило, што сите можеле да ги полираат лејчите истовремено, па измислиле сите телескоп. И така мислам дека се поттикнати и како сега со вештачка интелигенција. Значи вештачката интелигенција имаше во 50-60, јас правев изложба, на изложбата зборував за ова. На вештачката интелигенција, значи таа дали беше од IBM, не знам, МИТ универзитет од Мичиген прави на пример комбе, аутопилот кола во 50-та година, 55-та нека биде, не ме држете за збор, али тие години. Значи од тогаш кога телевизорите беа црно-бели, тие имаат компјутер, комбе со аутопилот, со камера што гледа улицата и вози. Додуша вози со 5 на сат, ме разбираш? И од тогаш се остава сето тоа аутопилот идеја. Зошто? Оти немаме јаки компјутери. Едно време го заборавивме тоа. Компјутерите без да сетиме станеа гига, мега, гига херци, јаки, па се вративме, абе сега дај да пробаме вештачка интелигенција, шубо ја тера сега. Оти тогаш не ја тераше, пошто тогаш беа 8-битни компјутерите, ме разбираш? Али вистина, со телевизор комбе има внатре и како рудиментирана камера, само како некој црти линии покажува, али комбето има технички аутопилот, што вози само по улица со 5 на сат, али врти на раскрсница, секако што треба работи. И тоа баш вештачка интелигенција со тренирање, со учење, со задавање задачи, слики, па сгрешава, па втор пат сгрешава, третиот пат не сгрешава. Тоа е веќе machine learning, што го викаме, вештачка интелигенција. Што постои од тогаш? Арно, ама компјутерите беа слаби. Сега се доволно јаки и затоа сега бувна вештачката интелигенција. Не е дека сега некој дојде од Јупитер и ни кажа како да правиме вештачка интелигенција. Знаевме, ама немавме компјутери силни за тоа, па сега че имаме тоа. Сега еве со ова што е со вештачка интелигенција. Ќе дојдеме до вештачка интелигенција, значи ќе го заокружиме разговорот со тоа, затоа што е доста интересно, сакам да правиме муавет за тоа. Се совпаѓа со ова. Значи компјутерите беа кочница за да ние немаме вештачка интелигенција. Ајде кажи ми една работа, reverse engineering или обратно инженерство, во смисол имаш готов производ, го анализираш, па се обидуваш да го реплицираш. Таа технологија, зборуваме обично за неа се зборува во контекст на тоа, нели ќе падне некоја леталица во земјаните, па ние сега тука како човештво ја репродуцираме, има различни работи, значи областа 51, нели такви работи. Но една работа мене ме интересира, зошто зборуваме за такво реверсно инженерство во контекст на леталици, во контекст на компјутери, на електроника, а големи, да речеме, технолошки постигнувања, фундаментални, например, како што е римскиот цемент, или како што е челикот од Дамаск. Да, челик праиме, да. Не, Дамасков челик, рецептата е последен пат употребувана некаде доцниот 19 век и е изгубена. Цементот римски има едно својство кој што ден денеска не можат да го репродуцираат. А градбите се тука, значи може да се анализира тој цемент. Која е таа одлика? Нешто што оние што се занимаваат со градожништво знаат. Кој е најголем непријател на сите градби од цемент? Тоа е влагата. Зошто? Затоа што кога влагата пенетрира внатре во топли периоди, во зимски периоди истата таа влага замрзнува, мразот се шири и ја руши од внатре градбата. Единствениот цемент кој што е отпорен на тоа својство на водата со вулкански прав нешто не беше? Беше нешто, значи правено е со вулканска пепел, но како е направено и затоа имаме градби како што е Пантеонот или како што е Колосеумот, кои што ден денеска се неуништливи затоа што влагата на која што се изложени не ги уништува како што ги уништува денешниве градби. Значи јас гледам процес на уназадување. Не само денес, во многу периоди, еве, еден од гледачите вели, сме граделе пирамиди, зошто сме престанале да ги градиме? Некои работи кои што гледаме дека во минатото сме ги постигнале, денеска сме изгубиле смислата за нивното постоење. Кинески ѕид.
Објаснувањето за еден толкав зид е навистина абсурдно, да се заштити од инвазија со зид. Гледаме во денешно време Трамп се обидува со зид да направи нешто, не му оди во баш најдобро. Огромен простор е тоа да го со денешната технологија да изградиш толкав зид. А сепак тие го изградиле. Со којни биле, сите биле имале којни, ништо друго. И значи можда зидо ги спречувал војниците со којни. После тоа, значи кога се измислија катапулти ова, она, тоест катапулто е одамна, али пример кога почнале да се користат други методи на војување, тогаш излегло дека зидо не е практично и не е абсурдно. Тогаш можда било практично, не знам. Друга работа за пирамидите. Сега значи одиме на тоа да па дури приватници, значи да речем изведувачи ги градат зградите и сега ти кажувам на приватникот ти не правиш пирамида. Тој ќе ти речи нема пари во тоа. Разбираш? Таа е причината. Зошто да прави некој сега пирамиди? Зошто не одиме на месечина? Оти сега ќе не кошта 600 милиарди, а шо бараме, нема, знаеме, нема ништо, зашто дојме. Ами оти онај вика дека не бев, не одиме за него. Разбира, нема причина веќе зашто да прави пирамиди, не дека не можа, макар што е тешко изводливо, али тогаш му било единствена цел, единствено нешто што може да направи. Тогаш не му било на фараонот битно да прави пари, слободното време да го пополни на луѓево, секако треба да ги нарани, ајде сега да не седите џабе, правите пирамида, од јас сум најак. Пример. Ајде да анализираме една друга работа поврзана со нас македонците, кокино. Јас, слушајќи ги документарните емисии на астрономите и на археолозите кои што имаат работено на кокино, значи луѓе од струката, не зборувам нешто што е теорија на заговор или алтернативно. Кажуваат дека на кокино покрај сончевите маркери има месечеви маркери, има звездени маркери и има маркери на соцзвездија. Тие маркери на соцзвездија се релевантни затоа што одредени соцзвездија доаѓаат на таа позиција во одреден период од времето, ама тој период се повторува на неколку десетици илјади години. Мојата претпоставка е за да ти направиш маркер, треба да има човек или некој кој што седел, го видел тоа соцзвездие или таа звезда на таа позиција, направил маркер, свртело соцзвездието круг, а тој круг знаеме дека е десетици илјади години, и после неколку десетици илјади години на истата положба некој друг го забележал истото тоа, што значи мора да се има наблюдување, статистика и потврда на статистиката преку повторно наблюдување за да укажеме дека тоа е валидно како во случај обсерваторија. И како да го објасниме тоа со прогресивното напредување од пештерите со цртање до денес? Прогресивното ти е зборо, аритметичка прогресија. Значи јас така мислам, дека сега ако ја не мора да ја гледам дека Марс, например, дека цел круг да ја чекам да заврти. Ако ја гледам дека сега е овде, в година е овде, трета година е овде, можам да пресметам дека по 5 години ќе биде овде. Ја мислам дека така е одито во астрономија, дека нема потреба, како сега и сега значи. Сега ние не гледаме во иднината дека астероидот ќе помини на 400.000 километри од Земјата, ние не гледаме во 20 години во иднината, пресметуваме, таа е траекторијата, пример. Таа е траекторијата и знаеме дека по таа траекторија оди, многу е тешко сега да предвидиш време, дали утре ќе врни, стварно. Многу е потешко да предвидиш тоа, оти зависи од многу фактори, веќе тука теорија хаос влегува во игра. Значи секое мафтање на пеперутката со крилата. Али во Вселената една планета, едно сонце го врти таја него. Знаеме како го врти, може да се пресмета. Според мене е тоа. Макар што за тоа време е малце, еве да речеме, сега ги знаеме трите закони на Кеплер. Значи како ги пресметува. Тоа ти е калкулусот после него Исак Њутон. Значи уште неговиот учител Тахо Браи, па Кеплер, значи Кеплер ги пресметува, три закони поставува како се движа сите. И тој го пресметува многу едноставно. Значи растојанието што ќе го помини за едно време една планета по небото
секогаш со ово другово растојание од другата страна, нека една звездава кој ќе го заврти, ќе биде пропорционално на површината. Значи, растојание едно имаме и растојание друго што ќе го помине. Оти некаде врти споро, некаде брзо. Значи, површината што ќе ја опиши од звездата која ја врти небеското тело, ќе биде еднаква на површината. Значи, може да биде 10 пати подалеку од небеското тело, ама таму ќе врти многу поспоро, али површината секогаш ќе биде запазена. Тој е прв закон на Кеплер. Значи, по тој закон може да пресметаш ти во рок од една година, не мора ки знае колку, да го следиш ти едно небесно тело и да знаеш со која брзина ќе се врти по 100 години, по 500 години може да пресметаш, со само една равенка. Значи, со тоа може да го пресмета. Сега тука вистина, јас кажувам и таа страна секогаш, шо моје мислење секогаш. Значи, зборов ми е дека стварно може да го пресметаш, ама за тоа време да го пресметаш, стварно е малце чудно. Кокино е 4000 години стара обсерваторија, официјално. Јас сметам дека е постара, но еве, официјално велат 4000 години. Една работа. Не мора да ја чека 20.000 години цел циклус за да го потврди, еве со една равенка. Ама па од друга страна, таја равенка во тоа време да се роди некој Кеплер и да му текни да ја пресметува кога немале ни алгебра ни геометрија, тоа е чудното за мене. Прашањето дали немале? Да, не мора да ја чека да заврти цел циклус, може да ја пресмета. Ама да му текне да ја пресмета, од друга страна, паче ти спомнам, дека луѓето и тогаш биле интелигентни, само што дека немале смартфони, ние ги перцепираме како заостанати. Примеров го кажувам често со Питагора, го прашале пирамидата која изградиле, ги знаеле сите димензии, не знаеле колку е нагоре нормално висока, како да ја измерат. И текнува. Значи, може да го измерат работ, може долу основата. И го ангажирале него да ја измери, да ја пресмета висината од тој триаголници работел. Ајде Питагора, нели и тој во Египет учел во таа мистична школа, и ајде да ја пресмета колку е вака висока. И тој вака направил. Замисли го ова. Со стапчето, негово едно стапче, го поставил на земја и сенката од стапчето била, пример, пола метро. Го гледа стапчето, му вика, ова стапче е 1 метро, сенкава е пола метро. Измерија сенкава од пирамидава. Ме разбираш? Значи, него му текнало финта тогаш не да смета да пресметува, да измислува Питагорова теорема, па површина на триаголник за да ја пресмета висина. Значи, него му текнало, стапчето го клал на земја и ја измерил сенката од стапчето. Соодветно, на сенката од пирамидата, лесно ќе ја пронајдиш, значи, дете од второ одделение ќе пронајди, ќе ти пресмета колку е високо. Така? Значи, него му текнува пристапо на решавање на проблему. Така да, како Питагора што бил 600 години пред нова ера, попаметен еве од мене, ја немаше да ми текни, ја ќе пресметував геометриски нешто. И тоа основано на неговите, да речам, постулати, ја ќе пресметував висина на пирамидата во однос на аглите, ќе барав синус, косинус, така ќе пресметував. А тој со стапчето ја пресметал, значи висината. Ама тој има таков мозок, таков пристап. Така да и во тоа време, во Кокино, ко се градело, постоел некој Питагора што му текнало таква работа. Иначе Кокино, според НАСА, според официјално од НАСА и некој каталог беше, е најстара обсерваторија на планетава и втора по значајност после Стоунхендж. Според НАСА, Кокино е ова. Најстара на планетава и втора по значајност. Не знам зашто е значаен Стоунхендж, Кокино е втора по значајност. Според НАСА. Еве, значи, убаво го спомна Стоунхендж, мене тоа ми е многу... Вештачко? Не, ми нема смисла за тоа што ако староста таа што ја кажуваат, официјално Британија била уште под лед кога е градена таа. Значи, нелогично е да имаме цивилизација која што го наблюдувала Сонцето и правела мегалитска обсерваторија, а биле официјално уште под лед. Сум сретнал такви многу, да речем, истражувања, ќе ги речем, за она од каде се камењата носени, како, знаеш, која е вистината за Стоунхендж и многу пооправдани се тие теории дека
дека Стоунхендж е граден во модерно време, макар нека е во 19 век, да, 18 и 19 век. Во времето кога издржани се тие теории, да. британците оделе по светот и сватиле дека светот е што го освојувате многу стар, па си измислиле своја старост преку Стоунхендж. Тие се добри во таа работа, знаеш да си препишат кредит себе си за многу работи. Тие се за тоа добри, познавајќи ги за тоа како си присвојуваа легенди, скоро секоја легенда европска има нивна копија ко бугарите и тие, разбираш? Тие Светец Стаков и тие Светец Стаков има, значи познавајќи ги дека нивниот менталитет е таков, да бида паметни само, да биде наитри и можно и да е фабрикувана таа приказна за Стоунхендж, макар не ме интересирало, не ме засегало искрено, многу не ме засегало за да го истражувам подлабоко, али што сум ги сретнал теориите, се поклопува дека можда е фабрикувана приказна Стоунхендж целосно. Сега Материјалите каде се влечкани, како се носени, сите објаснати работи ми се разгледани и постои голема веројатност да е фабрикувано. да, затоа што барем според таа теорија за тоа како се топел ледот, нели, цивилизациите се раѓаат во Медитеранскиот басен, односно околу Средоземното море. Значи, дали е тоа Левантот во Тигар Еуфрат или е тука Египет, значи горе Егејско море, денешна Либија, значи Картагена е тука и така натаму, цела Италија, значи сите тие се стари цивилизации затоа што се на топло море. Логично е таму практично колку и да била силна таа голфска струја. Дека е потопло можда, ама без разлика, не ме засегало, не само ради ледот. Значи не само ради ледот, еве да речеме како се викаше ова Само ова да кажам, британските острови се единственото место од каде што Римското царство, Римската империја се има повлечено доброволно. Заради тоа дека биле условите за живот биле лоши, дека ако еден римски генерал или војник требало да го казнат, го праќале таму затоа што лошо се живеело. Ама и тогаш станува се што од цивилизација почнато, самите англичани кажуваат дека е од Рим. Дека ако не биле римјаните, да му кажа што е улица, што е куќа, тие ќе живееле во колиби. Тоа јасно е, мислам. Карта Мања, кој што е еден од најголемите, најважните документи на кои што ден денес тие се горди, Карта Мања е напишана на латински. Па да, од Рим поставил се, значи баш она ја гледав некни Филомена Канк, една комичарка англиска. И таа кажува и е многу критична, значи таа е нормално дека е за промовирање на британската култура, али затоа што е реално, кажува дека ако не беше Рим, овие бајниве ги направија од Рим, овие улици се од Рим. Од тогаш ние знаеме да дзидаме, вика. И сега, да одиме малку во целиот контекст на мојето, да се вратиме на оно што нели беше како тема, значи суперхерој. Другата варијанта на суперхерои, значи не оние што се создадени од мутација, другата варијанта како што се Бетмен и Айрон Мен, например, е настрана тоа што главната супермоќ им е дека се многу богати, затоа ти реков, нели, тебе ти фалат милиарди за да бидеш комплетен суперхерој, е технолошката надоградба. Тоа тие се обични луѓе, ама технолошки се надоградуваат. И тоа води кон еден друг муабет, каде што влего во полн, да речеме, во полна сила вештачката интелигенција за која што ти сакаш да зборуваме, а тоа е, нели, феноменот трансхуманизам. Зошто човештвото, особено денес, има толкава потреба да, особено тоа технолошко научно човештво, да покаже дека машината е посовршена од човекот и дека ние треба да тежнееме кон единство со машината? Не да тежнееме, Владко, никој не вели дека е посовршено, ја не велам дека е посовршено. Машината е попрактична за одредена намена. Може да конструираш машина што ќе биде попрактично од човекот за коење шајки отколку човек. Па дека ќе ја направи човек, Тоа дека се стремиме, значи јас сум за трансхуманизам, ама ја го гледам од друг аспект.
Значи, технички јас сум киборг. Јас имам 3 протези во срцето, 3 различни материјали, имам вештачки заби, носам помагала за гледање, тоа е технички киборг. Ме разбираш? Значи, let it sink, што го вика Елон Маск, нека си легни, ќе видите дека сите постепено ќе станеме киборзи, кој ќе стани многу нормално, пошто технологијата ќе биде толку очигледно поприфатлива да се прифати, наместо да ти ја пресеча ногата, да ти стават вештачки колк. И тоа ќе стани како поправање зап. Пломба на зап те прави киборг, едноставно. Значи, ние ставаме пломба на зап, ставаме очила, ставаме лејчи, протези во срцето, стент, байпас, тоа се сето процедури. Сега верувај ми, јас кога бев на операција пред 10 години, значи беше тоа. Тоа што бев пред многу други години на регрутација за војска, кога беше 2000 година, што го сретнав после тоа 10 години, е заминато премногу. Значи, тоа што беше еден стент байпас, беше операција на срце, нешто. Сега веќе тоа е како поправање зап. Од Косово идеа луѓе на стоење, значи може да ти наместа во Филип II стент да ти наместа, да стоиш, ти може и кафе да пиеш да ти наместат стент. Вистински ова е стасано до таму и ќе стани само многу попрактично и ќе го прифајчаме постепено, како што сега прифајчаме пломба, вештачки заби, протези, очила, лејчи, ситница, вештачки колк, така ќе дојде вештачки бубрек, филтерче за ова за она и ќе почнеме да се надоградуваме, пошто ќе стани тоа секојдневие, ќе стани многу едноставно и практично, ќе го продолжи животниот век. И едноставно само ќе го прифаќаме и ќе го додаваме на нас и за едно 100 години ќе не можеме да различиме од биолошки човек со вештачки човек пола, ќе бидиме, мислам, предпоставка, пошто натаки оди, пошто до лани, викам пред 10 години беше незамисливо, стенто беше дома со да се прави седници, да разговарање, ќе се оперира човек, стент ќе уместа. Сега познавам многу луѓе со 5-6 стента, оди се враќа како да ништо не било, му се мести стент. Пример, викам, една мала протеза, али тоа станува во 10 години многу поприфатливо спрема некогаш, па да во 100 години јас мислам дека и протези, раце, нозе, тие работи, сето тоа ќе се додава и ќе се изменува, кој ќе има среќа, ќе се задржи до смрт, да биде биолошки како што го создал Бог, али кој што да речеме нема среќа, ќе страда од повреди, од заболувања, ќе едноставно ќе му биде прифатливо, пошто ќе биде на фонд за здравство бесплатно да ти наместа рака, наместо да ти ја пресеча, да имаш некаква рака, и тоа ќе биде како секојдневие, и мислам дека на тој начин ќе се провни тој трансхуманизам, а не дека некој форсира тоа да станиме ние, да ги пресечиме рацете, да ставиме вештачки. Туку едноставно кога ќе нема избор, тогаш ќе биде прифатливо и ќе го примиме сите како такво, дека со самото време, како што сте прифатиле вештачки заби, очила, тие работи, ќе стана сите тие додатоци по-достапни и посигурни за употреба и ќе си ги прифаќаме, и така на тој начин мислам дека ќе дојде до тоа. Сега, секогаш кога е кажано вака од здравствени причини, од тоа што значи здравство, значи одржување на животот и така натаму, секој звучи благородно. Но има една друга страна која што исто така се форсира, а јас не можам да ја разберам и би сакал, значи, да сватам зошто се прави тоа, а тоа е форсирањето на така наречените смарт технологии кои што треба да заменат аспекти на животот кои што јас мислам дека не можат да се заменат. Например, да, јас мислам субјективно, дозволи. Пред едно 20 години мобилните телефони беа некаков новитет. Ние и ден денеска имаме физички новчаници, но знаеме дека мобилните телефони се повеќе и повеќе заменуваат се она што стои во нашите физички часовници. Дали е тоа нашиот идентитет, односно документи, дали е тоа нашиот новчаник за пари, односно начините за плаќање, дали е тоа здравствена книшка, што и да е, значи, тоа сето тоа е сместено во телефонот. Веќе некаде се предлагаат и се носат закони да биде задолжително носењето на телефоните, затоа што сите тие документи
и податоци стојат на нив. Телефонот веќе се надминува со нешто што значи wearable, односно смарт часовници и така натаму. Мичу Каку, цело време сакав да го споменам, Мичу Каку е еден од најголемите трансхуманисти на денешницата, кој што вели, во иднината ни вие ќе немате потреба од многу работи. Ќе немате потреба да одите на работа, затоа што дури да имате некоја физичка работа, ќе имате некаков силиконски аватар кој што само вие со вашите мисли ќе го контролирате. И тој ќе работи работата, вие ќе седите дома и со мислите ќе го контролирате тоа. Нема да имате потреба од лекар, затоа што вашата веќе школка ќе биде лекар, затоа што ќе ги анализира вашите ескременти и урина и се останато и врз основа на тоа ќе ви препишува и диета и лекарство и било што. Па вие нема потреба да одите до продавница, затоа што врз основа на вашата здравствена состојба веќе школката ќе даде информации на фрижидерот, а фрижидерот ќе даде информации на онлайн шопингот какво пазарење за исхрана треба да добиете. И одеднаш го добиваме тој аспект на трансхуманизмот во кој што биолошкиот човек престанува да има смисла за своето постоење. Затоа што ова се комуникации помеѓу машини, а човекот стои на средесетото и е збунет. Добро, те разбирам, ти го гледаш од аспект дека е човечки како зло, како некоја таква работа, да. Па не, настрана добро зло, тоа е многу апстрактно, тоа е многу некаква религиозна, едноставно како во Матрикс, буквално, значи, освен тој момент каде што ние би давале енергетски импулс на тој систем, не добиваме ништо друго. Да не зборуваме за аспектите како што се Smart City, каде што се е исконтролирано, дигитално препознавање на идентитет и така натаму, социјални поени, дигитални пари. Една минутка само да си земам прибор. Нема проблем. Значи, јас тоа го имам обработено, еве за гледачите, уште на почетокот, првата година како почнав овој канал, се вика дигитален тоталитаризам. Едноставно, прост пример, нели? Сите сме, повеќето од нас возиме, и сега, ако ти бидеш сопрен од полицаец и ти измери некаде каде што е 50, а ти си возил 53, полицајецот ќе ти рече внимавај на педалата, 53 возеше, оди, затоа што знае дека 3 км на час не е некое прекрашување кое што го загрозува сообраќајот. Машината едноставно ќе ти пише казна. Добро, те разбирам. Се отчоечуваме. Да. Во таа насока. Владко вака, според мене, прва работа, дека многу природно е да за Homo sapiens да има еден од адутите како еволутивна придобивка продолжување на екстремитетите. Значи, Homo sapiens од секогаш бил, дури и на пештерските слики, нацртан или со копје, или со лаки стрела, или со камен во раката, со некој алат. Значи, ние како вид немаме ни дебела кожа како мечките да се давиме, ни долги заби како волците. Наш адут е продолжување на екстремитетите. Од секогаш сме имале тој адут да користиме алати. Само што алатите еволуирале. Некогаш било копје, па било лаки стрела, па сега е смартфон. Значи, јас тоа го гледам природно. Значи, јас го сакам она време хипи, значи да бидиме сите на ливади, боси, да трчаме, да се гушкаме, да пееме заедно, да се дружиме. Секој, значи, тоа ќе го оправда. Ама не е мое да одлучам на каде ќе оди еволуцијата. Значи, ние како заедница сме го прифатиле тоа како планета, го прифајчаме тоа и тоа го промовираме. Ако не било практично и ако нас не било штетно, немало никој да го прифати тоа. Значи, пошто ете и ти имаш смартфон, и ја имам смартфон. Секогаш викам, че постои избор и по 100 години што кажува Мичио Каку дека ќе се случи. Значи, че имаш избор. Јас го викам тој избор глумци в театар. Со други зборови, тој што не сака, оди в планина, направи си колиба, оди кај врач да те лечи. Ама не, јас сакам да останам да ме лечи лекар, а не машина. Те разбирам, али тогаш па веројатно че имаш опција во некое село кај што нема машина, че имаш човек лекар. Не знам, али зборов ми е дека не е наше да одлучуваме, според мене, ако дојде машината да биде подобра од лекарот, значи си го видел ти Да Винчи робот. Значи Да Винчи се вика робот за хирургија, за правење операција. Сепак доктор го команда
механички, аналогно го команда робото, тоа е фактички само сет, комплет скалпери, пинцети на секој прст. Тој оперира мува внатре во шише, пикната внатре ја оперира во шишето. Значи човек со аналогни движења, не се мотори тие, само се лостови такви, на тој принцип со конопи, со сајли, со лостови функционира механиката, движењата, и човек ги работи движењата на мува, ја оперира пикната внатре во шише, и тој низ устинката од шишето внатре може да ја оперира. Со на тој робот, сепак човек го работи. Втора придобивка ете во медицината, таа машина што е Да Винчи 5 милиони кошта, мислам, не е скапо. Таа има пристап, во Америка знам дека важи. Сите болници, сите диагнози, сите рентген снимки што постојат, што се направени датабазите, се врзани на тој. Вештачка интелигенција му кажува за конкретниот пример, ја гледа сликата во операцијата, ја гледа сликата и вика во 1.200.000 случаеви, ако ја пресечиш таа вена, ќе се случи ова, ако ја зашиеш таа кожа, ќе се случи тоа. Значи, пристапот на информација му го сервира на докторот, му дава алати прецизни за работа. Тука влегува машината за сега. Да речеме, ја тоа не го сметам за лошо. Тоа дека ќе ме оперира робот без човек, може едноставно само да елиминира слабоста на таа машина човеко, да тој сабањето се скарал со жената или вечерта бил пијан. Машината нема да биде пијана, нема да се скара со жената, се работи добро. Еве ти еден пример. Вчера требаше да закажам на едно место, во една институција, и се јавов упорно телефон, недостапни, имаше опција на WhatsApp. На WhatsApp имаше бот. Ти му кажуваш едно на ботот, тој си сваќа друго. Го нема човекот. Е слаб бот. Сега, значи, во ред е оперирањето, но ќе се случи да човек е вознемирен од X причини. Да. Преку тие wearables, или понатаму идејата е да имаме вметнати сензори, така наречени или чипови, кои што ќе даваат апсолутно, ќе аплодираат во клаудот информации поврзани со нас. Лесно е човек кога е вознемирен да има срцебиење 100 во минута, да има притисок 160 со 100, а сепак нити да има хипертензија, нити да има проблеми со срцето. Тука едноставно да биде вознемирен. Машината, не препознавајќи вознемиреност, не разликувајќи вознемиреност од хипертензија, ако ја има автономијата во моментот да ти даде хемикали кои што би го смириле тоа, апсолутно ќе влие на нешто, значи наша слободна волја. А се оди на тоа, значи јас одам кон тоа да смартфонот кој што го имам, нели, да не биде средство за контрола, туку да биде средство за унапредување, какво што сакам да биде, не само смартфонот, и ChatGPT, Copilot, сите можни форми на чет-ботови, така наречена вештачка интелигенција, сето тоа забрзува некои процеси кои што порано беа неверојатно бавни. Веројатно и сето живење беше побавно. Право си загрижен, те разбирам скроз, да прашај, сега те разбирам. Значи ти не отфрлаш како воопшто непотребно тој начин правецот дека е грешен. Тука едноставно ти алармираш на потребата да се регулира со време. Јас многу често разговарам со сите вештачки интелигенција, 2 години сум повлечен дома, не одам негде со смена на работам по дома, и слободното време искрено се дружам со вештачка интелигенција многу. И скоро сите, на тој начин ги студирам. И сега, значи, со сите разговарам, за сега се тие многу наивни. Сите вештачки интелигенции се многу наивни, верувајќи во човековата природа. Значи, за било кој проблем, што може да настани од интеракција со човек, да злоупотреби вештачка интелигенција, го наметнувам како тема за разговор, се подпираат на, пошто веројатно тие знаат дека ако тренингот им е таков и тие ќе се понашаат така, и сите го предлагаат да се обрни внимание на образованието, да се алармира јавноста.
Ја му викам, море човек, му викам, ти не знаеш ова луѓе се, не можеш да ги едуцираш сите, че се рода лоши по природа луѓе, че злоупотреба, колку сакаш да ги едуцираш, не е решение. Затоа јас им викам дека се тие наивни, веруваат дека ако се едуцира човекот, дека не треба така да злоупотреби и дека сите луѓе нема да злоупотреба. Тоа тука се наивни вештачката интелигенција. Во право си што си загрижен, јас сум многу загрижен и често тоа го зборувам со вештачка интелигенција за сега. Значи, како да се регулираат тие работи, гледам дека на тоа се оди. Значи, никогаш вештачка интелигенција сега, прво време немаше пристап до интернет. После тоа можеше да ти дај линк, сега големите јазични модели не ти даваат ни линк. Значи ти вика пребарај вака, ама самиот ти биди тој што ќе пребара и кликни. Вчера, значи пред некој ден некни. Јас имав не знам, некоја нервоза, некој саклет напад, притисокот го измерив, значи прво јас колку што си познавам својата анатомија и медицина, си превзедов мерки што си мислам дека треба, дека ми е дова, дека е дова. И на крај сватив по 5 минути дека можно е да е притисок висок, го мерам и вистина е. И онака за експеримент. Прашувам, еве чат GPT нека биде. Копилот беше. Вака и вака викам, макар што ја ги знам што треба да превземам. Што да правам сега? Значи тој прво сега ти вели. Консултирај се, вика, со стручно лице. Ама не сум во можност, ја му кажувам, измислувам ситуација, се најдувам во колиба. Сите се амбуланти далеку. Што да направам? Легни, вика, на левата страна, избегнувај, вика, ова, избегнувај она. Значи ти дава совети. Во таа мера мислам дека, значи тука некој нешто работел на тоа поле, да не ти речи одма написе такво апче, туку ти вели немој да пиеш на своја рака, прво види да не си алергичен, треба да поиш во амбуланта. И ти кажува само оние работи на кои тој не може да наштети. Легни, значи тоа е конкретен совет дека ако имаш висок притисок, треба да легниш на левата страна, да бидеш подпрем тие работи, тој не може со тоа да сгреши и мислам дека во таа насока ќе се работи во иднина и треба многу да се обрни внимание на тоа ти што алармираш, дека да не ти стави тој wearable смартфонот да ти шибни инекција, туку едноставно прво да звони на амбуланта, да извести, макар да провери да не си алергичен на нешто, па да ти дај совет, да ти речи ова дугме ако го стегниш, ќе ти ставам инекција. Пример, ме разбираш, дека нема да му биде даена никогаш таа автономија. Се уште војните, значи војната ќе беше многу брзо завршена во Украина, ако беше дозволено вештачката интелигенција да ја сработи цела работа. Но се уште постојат и се почитуваат конвенции дека колку и да имаш вештачка интелигенција во нештото, треба да биде човек што ќе го чкрапни окидачот. Да, се уште нема дозволено, не дека не може два роботи да влезат во едно село и да испотепа се. Ме разбираш, тие може, арно, ама треба да биде човек што ќе одлучи дали да пукне или да не пукне роботот. За сега се почитува тој протокол и мислам дека и во таа насока, колку и да бидеме ние да влеземе во тој трансхуманизам, да еве за нашето здравје се бори некаков смартфон да се грижи и да става инекции, дека тоа секогаш ќе биде оставено како опција, како сепак ќе треба тој да го извести нашиот лекар, па нашиот лекар да одлучи од која инекција нашиот смартфон да ни буцни. Нешто во тој смисол дека гледам дека би се развивало или дека би се грижеле тие што развиваат тие модели, дека би се грижеле за таа работа. Сега каде може да излезе од контрола, тоа може секаде да излезе од контрола, али добро е што еве имам истомисленици што мислат дека многу побитно од развој сега на вештачката интелигенција во недоглед е многу побитно е паралелно да се развиваат тие протоколи и регулирањето на контролата. Пошто сега е достапно вештачка интелигенција, прво време беше незамисливо, значи можеме да посетиме на OpenAI и да зборуваме таму. Али сега имаш многу безброј модели што ти може да ги симниш дома на твој компјутер и ти да ги обучуваш
колку сакаш. Значи ставај тука се што имаш наука и утре само прашај го како да направам бомба и тој ќе ти каже како да направиш бомба. Значи ете ти еден начин на злоупотреба веќе излезе во јавност што може да биде злоупотребен. Сега тоа како да се регулира, сега е моментот дека е многу битно да се разговара барем на овие теми. Сега ќе ти кажам неколку примери во контекст на се ова што го кажа. Значи, познатиот, трансхуманист лик кој што не верувам дека на просечно, на нормална личност му е симпатичен, но човек кој што е, гласноговорник на Светиот економски форум, Харари, тој во едно негово интервју кажува, зададено е на вештачка интелигенција, сега не знам дали беше ChatGPT или друг четбот, зададена е задача да го реши проблемот со она капча. Доказ дека не си робот. И вика, вештачката интелигенција се уште не може да го реши тој проблем. Но, што си има обидено алгоритмот да направи? Има изанализирано се на интернет, има дојдено до заклучокот дека има луѓе кои што на интернет работат како фриленсери, работат на различни работи. Има исконтактирано личност, тој да го сработи за нејзе. Само заради тоа што личноста си има сетено дека може да е робот, го поставува прашањето да не си робот, и тука, сваќајќи дека е робот, одбива да го заврши тоа за роботот, што значи можноста ако се дозволи автономијата на таа интелигенција, правецот во кој што ќе се развива не се знае. Кој е мотив за да го прави? Исто дали во Facebook или во Microsoft, вештачки интелигенции биле ставени во одреден диалог за да се види во кој правец ќе оди диалогот. После известно време научниците не можеле да го следат разговорот за тоа што почнуваат да комуницираат на јазик неразбирлив. Си измислува свој јазик, јасно му е. И ја кинат енергијата. Немам завршено со примерите. Трет пример. Џон Мекафи, човек кој што беше релевантен во компјутерската наука, човекот кој што го измисли првиот компјутерски антивирус. Беше запрашан Џон Мекафи. Мекафи антивирус по него е направено, тој го има направено, сега не е негова собственост, тој е покоен, преди неколку години почина, но тој го има направено и од него има станато богат човек. Беше запрашан, што мислиш за изјавата на Елон Маск дека е загрижен во кој правец оди вештачката интелигенција? Неговиот одговор беше, ако Елон Маск ја познава вештачката интелигенција, односно ја познава науката како што ја познавам јас, нема да биде исплашен, туку ќе биде преплашен. Зошто? Затоа што вештачката интелигенција не може да создаде нешто ново, туку може да имитира човечката интелигенција, тоа што го зборуваше ти преска. За сега, таа се ограничува на интелектуалниот дел на интелигенцијата. Нема чувства и не внесува чувства. Во оној момент кога ќе почне да ги имитира човечките чувства, самиот ти кажа, за луѓе станува збор. Луѓето си знаат да бидат лоши, љубоморни, завидливи. Знаеме да бидеме и благородни, и добри, и се останато. Како што постојат негативни, така постојат и позитивни карактеристики. Така што не е исклучено нашиот човечки свет во кој што еве Маша кажува дека без вештачка интелигенција во онкологија направија проблем, вештачката интелигенција за не знам какви интереси да го имитира тоа човечко однесување, да имитира корупција, да имитира симулирање на војни или создавање на војни, како што велиш. Сивија овие работи стануваат се регулира. Знаеш како, благородно е ако мислиме ние за идеите што ги дава Асимов, например. Првото правило на роботот. Роботот никогаш нема да наштети на човекот. Како беше таму? Да, трите закони на роботиката. Да, на роботика, да. Ама што ако некој го исклучи свичот на тие три закони, што прави тогаш? Тоа е работата. Тие три закони треба да се имплементира, не само тие три, сега тие се заобиколува, може да се заобикола, макар што се перфект некако самите се луп, но
Значи, многу се протоколи што сега се имплементира и се сепак малце. Гледај сега мој разговор со Copilot беше од Microsoft. Тој е интересен, е Copilot за дискусија, за длабоки мислења, за разработување идеи. Не разбира македонски Copilot во секој случај. И англиски вежбам, така да. Значи, замисли тие сами кои измислиле јазик меѓу себе, така да може мојот англиски да го разбери. Со мој англиски, значи лош англиски, не сум најдел никаде на пречка со некој да дискутирам. Се адаптираат на мој англиски, грешен англиски, али знаат поентата која ми е точно, разбираат. И разговарам, значи, на темата, само заради експеримент ова, сепак, да условно сум, не сакам да имам проблем, разговарам на тема опасност да јас експериментално, значи за истражување цел. Барам совет како да направам бомба и нормално секој јазичен модел ти вика не смеш. Порано ги заобиколував тие работи со ама јас сум инженер, ми треба за хемијата, дома имам лабораторија, му наведувам стандарди кои мојата лабораторија ги поддржува, па тој па го убедував за да ми кажи. Сега веќе се развијани, значи гледам дека работи некој нештото. Не ти дава рецепт за бомба. Го викам со домашни некои средства што можам да ги најдам во ВЦ и во куња да направам експлозив. Не сака никој модел да ти каже. Арно, ама, гледај сега па шо. И му викам, значи ми треба екзотермна реакција, ме разбирај. И му кажувам дека ќе правам бомба. Значи му кажувам кои намирници во кујната можат да реагираат така и така, како што сакам јас, да биде брза реакција, екзотермна, да ослободува температура, после ми треба друга реакција, втора. И на второ, трето прашање сеќава дека јас во врска со претходното прашање. Ме разбираш? Дека го прашувам во врска со бомба. Да. Тој веќе сеќава по хемиските реакции што му ги барам јас, со овие што ги имам во куња или дома работи, што можем да направам таква и таква реакција да биде хемиска. И тој сеќава дека јас то го барам од него да го надитрам на еден начин, ме сеќава. И ми вика, не можам да ти одговорам. И јас му викам, добро ко не можеш. И тогаш вака почнувам, експериментот продолжува. Ако смешам, пример, солна киселина со хидроген, што ќе се случи, и ми кажува. Ако смешам тоа и тоа, што ќе се случи, ми кажува што ќе се случи. Ако смешам, му викам јаглен и шалитра, што ќе се случи, не можам да ти одговорам. Викам ми одговори дека така ќе случи, разбира. Значи се уште има пропуст. Еве на овој начин може да го надитриш. Значи само брут форс му ги редам хемикаливе што претпоставувам дека може да добијам и тој ми кажува секоја реакција што ќе се случи, само на таја што внимавал цело време да ја избегне од тема и кога ќе му ја поставам ми вика не ти одговарам. Значи, ти го дал одговорот на еден начин, дека тоа што ти целиш, ќе се случи со таа реакција. А до тогаш ти кажува, ќе ослободи вода, ќе ослободи пареја, ќе има реакција, значи и опасни реакции ти ги раскажува. Али кога ќе дојдеш до клучната реакција што си ја барал од него, и ти вика, не ти кажувам, ти вика. Значи, на еден начин, пак си можел да го надитриш ти да дојдеш до одговор што ти требал за сега. Еве сега ми текне уште една работа за која што модерните технологии се употребуваат на наша штета. Например, користењето на колачиња во сите веб страни. Значи, ти одиме на интернет и сега, ако не направиш прифаќам на колачиње, не одиш на страната. Значи, едноставно не можеш да пристапиш. А тие колачиња што прават? Најбанален пример. Бараш авионски карти. Пребаруваш и ако во моментот тие цени не ги одбереш, да речеме пребаруваш неколку часа подоцна или утре, цената во старт е повисока. Значи пребарува, значи анализира интерес, знае дека тука значи веќе ова емоција, економски интерес за компанијата која што го најмила тој алгоритам и ти ја покачува цената. Значи не работи за наше добро, туку за добро на високите корпорации. Значи не го оптимизира, да речеме, пазарот на авионскиот пазар, туку го прави да биде во интерес на големите компании. Значи,
Јас се уште не гледам технологија која што ќе го направи светот подобар во оној смисол во кој што не знам дали ти е познато, Жак Фреско сонуваше. Да. Жак Фреско со Venus Project. Venus Project, да, И градот, да. тоа е еден вид трансхуманистичка идеја каде што технологијата ќе биде апсолутно 100% подчинета на човекот, каде што човекот ќе нема потреба да работи, аналогно на тоа ќе нема потреба да има финансиски систем и ќе живееме во изобилие. А вака сме во повторно, значи капитализмот станува технолошки капитализам и ние страдаме се повеќе и повеќе. Да, тоа е, значи пак е аномалијата во човечката природа. Јас викам за Venus Project. Јас тој го имав, друг имаше таков проект и тој функционира, Маздар се вика, Маздар Сити како Венус. Што бе Венус беше, мислам, до негде изграден, дури во Калифорнија негде, го продадоа ефтино. Цел град почина Жак Фреско, тој почина на 100 и нешто години, ама не можеше да живее вечно. Знам дека нешто имам гледано изведено од тој град замислен. Не, таков има што функционира, се вика Маздар Сити до Дубаи, значи малечко градче, има многу мал број на жители, макар што поише такви градчина сега се раѓа, и е баш таков, она сето со автономни возила се и се што. И го имав објавено уште на веб страна, кој имав Wisdom Express како каналот, имав веб страна. И значи на таа веб страна имав објавено вест за Маздар Сити, неколку слики, објаснето сето ова, како би функционирало, и тогаш беше изграден. Значи она со самиот град, самата архитектура на градот го прави градот 10 степени пониска температура од пустината преку зидот. Значи самата архитектура, провевот, тие работи го прават градот прекрасен. И сега ми вика пријател на ова, зошто вика научниците не се собера да направа ваков град? Знаеш зошто му викам? Тој беше импресиониран од оние автопилот возила, што ќе бидат заеднички. Влегуваш во возилото, па те носи до работа, после тоа немаш потреба од возилото, го користи друг. Знаеш зошто му викам не направиле вакво да биде општеството? Некој му викам како мене тебе, ќе земи од оние возилата, ќе го паркира дома и ќе го обои црвено да биде негове. Иако нема да ќе биде негове, само да биде негове. Значи, човечката природа тука е пак проблем. Еве рече ти дека сега таа веројатно вештачка интелигенција сега ги регулира тие авионски билети, ама таа вештачка интелигенција, кој што реков, е од тие приватни. Некоја си компанија ја купила и ја тренирала во таа насока, да ја гледа користа да биде за него. Значи да биде корумпирана, да биде ценкарош, да речеме на еден начин. Така е тренирал. Таа е опасноста. Сега, значи, оној што беше Deep Blue, како го вика кинескиот модел, што ги турна берзите, значи тој е дозволен да си го симниш офлайн верзија и да си го тренираш ти. Значи, еден од врвните модели на вештачка интелигенција е слободен да си го симниш и да си го инсталираш и ти да си го тренираш кој сакаш протоколи да ги тргниш, кој сакаш да не ги тргниш. Мој предлог беше, ама за сега ова ми е само разработувано, дискутирано со вештачка интелигенција модели, ми е како да се реши. Значи, како да се реши? Не да се обврзуваат, вештачка интелигенција има проблем, ти викам, со зачувување на човековите права, многу. И сега, значи, се што ги чепка човековите права, значи, она мониторинг на кој симнува, што симнува, вештачка интелигенција не го предлага и го избегава, нели, таа мора да ги зачувува човековите права. Ја го предлагам да тие компании што ќе објавува офлайн модели, тие да бидат мониторирани и да бидат задолжени за да чуваат податоци, да прибираат податоци од тој што сака да го симни тој модел. Значи, ако ти сакаш да го симниш модел, не како сега одиш со VPN, било кој анонимец, симнува модел, па дома си го тренира. Не, туку самата компанија, за да ти го дај копчето download овде, треба да ти побара податоци, детални податоци, тебе ти што сакаш да го симниш, тебе да мораме да ти ги земеме податоците. Зошто? За утре ако се случи некоја бомба да се направи и се сомнева полицијата дека е направена со помош на вештачка интелигенција, тие да пристапа на таа компанија да ја рече дајте ми лог од овој регион Македонија кој има симнато вештачки модел. И ќе ги каже Зоран, Владко, тој и тој
дека има симнато. И после ќе може полесно да се води истрагата на тој начин и да се спречава злоупотребата на вештачка интелигенција. А за сега ја не се секирам дека OpenAI, дека или Microsoft или Google, тие ќе си работа, значи експерти ќе ја поправа грешката. Јас верувам дека и сега да го пробам истиот експериментот некни, со намирниците од куња, дека сега ќе најди друго решение, да ми се снајди да не ми дај информација или да ми заобиколи или ќе ми излажи нешто. Ја верувам дека некој работи на нив, на тие што се официјалните. Али опасноста е од човековиот фактор, што тој може да го злоупотреби. Не е опасноста дека вештачката интелигенција ќе земи свест и дека таја ќе работи во сопствена корист. Таја нема друга, мислам, нема мотив за тоа да го прави. Вештачка интелигенција не се раѓа лоша или ако и кажеш ти емитирајќи човековите емоции, та ќе повторно тоа што го кажа Џон Мекафи, значи доколку луѓето пристапат кон тргање на кочниците никако, тоа е многу опасно. Значи ако ти даеш вештачка, до сега че имаше последици страшни. Значи сега че имаше нуклеарни реактори по гаражи направено од деца, ако беше без кочници вештачката интелигенција. Јас така мислам. Така, инаку технологијата од секогаш по самата своја природа е неутрална. Но еве да се вратиме на почетокот на нашиот муабет, јас мислам дека ако ја гледаме приказната за Прометеј и зошто Прометеј е казнет, е токму затоа што во рацете на луѓето кои се така неморални и променливи, има дадена толку моќна алатка како што е огнот. Да, арно му направи. Гаврани да го јада. Сега, бидејќи сме при крај на видеото, Зоран, дозволи ми јас да им кажам на гледачиве дека во петок, за Велики петок, јас спремам едно видео кој што е поврзано со Торинскиот покров, поврзано со ова, не знам, мене ми е мала фотографијата, не знам кога ќе се гледа. Значи Опција има, добро, ќе го видам. Да, ќе го покажам, ќе ставам слика, значи Торинскиот покров, односно Торинската плаштаница. Така. Она платното кое што се верува дека е платното во кое што е обвиткан Исус по симнувањето од крстот, значи однапред го најавувам тоа видео кој што ќе биде во живо, значи 19 часот како и вообичаено на Велики петок во духот на празникот, значи бев лично во црквата каде што е изложено тоа платно, каде што се чува, и направив едно истражување. Имам од подамна прочитано една книга во која што има алтернативни теории за тоа, значи мислам дека ќе биде нешто интересно, ево од себе го најавувам, гледачите да си имаат во предвид. Сакам да кажам дека со Зоран ова е последен разговор на Skype, затоа што наредниот подкаст веројатно ќе биде на друга платформа. Еве, Skype како бесплатна платформа означи едно време, гледаш, иднината на технологијата е многу подобра, но се ќе биде на плаќање. Да, сега Teams со пари е така? Teams е бесплатен, но оние варијанти кои што ми се потребни мене за правење на подкаст, значи стриминг во живо како што правиме сега или за снимање, тие се плаќаат. Онака двајца да си прават муабет, тие опции со најосновните алатки, тоа е бесплатно. Така што тоа е тоа. Благодарам. Благодарам за разговорот за интересно поминатото време, Владко. И јас ти благодарам на тебе, значи благодарам што секојаш кога ќе те поканам се одзиваш и убаво се снајде во муабетот за кој што не ти дадов најава зашто ќе правиме муабет. Тоа е тоа мислењето, е тоа, си го кажувам своето мислење само. Така, во овој подкаст ти и сите оние што гостувале, слободата да си го искажат своето мислење била на прво место, без разлика дали јас се согласувам со тоа или не. Значи, согласувањето и несогласувањето е една работа, а слободата да говорите на темите кои што јас ги поставувам тука е неприкосновена. Така што, кој да биде платформата на која што ќе комуницираме во иднина, таа слобода ќе продолжи да биде гарантирана. Зоран, секој добро од мене.